Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Ви ги откриваме некои скриени катчиња низ нашата приубава земја, овде покрај ова зеленило. Можеме да видиме дека доста се работи, иако малку и рицко подрачје. Во Велешкиот крај се наоѓаме над Горно Оризари, а ова е прекрасна нива со јачмен. И најчесто кога се прават калкулации во однос на тоа колку би чинело килограм јачмен, треба да се земат сите параметри. Земјоделците најчесто својот труд не го ни рачунаат, но основното е дека трошат 10 тони нафта до 30 тони вештачки ѓубрива. Од она што го имаше како најава за намалување на цените на вештачките ѓубрива, органските и останатите, со 5 плюс 5 и 10% да се намали маржата, земјоделците велат не ја чувствуваат конкретно за она што веќе е завршено, значи овде веќе има вештачко ѓубре, можеби околу пролетната сеидба ќе ја допринесе, но и ќе видите во текот на емисијата имаме согледување информација дека не е намалена цената на вештачките ѓубрива, останата е иста. Дали е тоа насекаде низ цела Македонија не знаеме, но треба секако инспекциите од Државниот земјоделски инспекторат малце повеќе да ги исконтролираат овие работи. На самиот старт на денешнава емисија ќе проговориме за состојбите кај житните култури, но исто така и за она што не очекува за пролетната сеидба. Пченката веќе негде е посејана, исто и сончогледот. Нашите вредни земјоделци навреме се до тоа го работат. Не секогаш се осврнуваат дали ќе добијат или нема да добијат субвенции, тие мора нивата да ја обработат како што треба и да очекуваат секако со поволни временски услови и со негде наводнување каде што има да добијат и конечни резултати, а сето тоа и да се валоризира во добри цени. Се очекува годинава дека ќе има и повисока цена на пченицата, ќе видиме како ќе реагира и државата со откупот од стоковите резерви. Знаеме дека има таква мерка за да навистина и на есен да може да се посеат нивите, бидејќи како што постојано зборуваме во емисијата, домашно си е домашно и најдобро е кога овде во Македонија се произведува. Останете со нас. Семеен бизнис во производството на храна наследен од дедо, татко и продолжува натаму. Полиделски култури, тутун, градинарството, фуражните култури, пченката, се на се опфатени 100 хектари. Уредени, професионално сработени како под конец, педантно и секако доходовно. Иако оваа земја не е прва класа, дава одлични приноси. Всушност, сликата зборува сама за себе. Моментално сме место викано Тојлан, во парцела која е населена со јачмен. Иначе одгледуваме житни култури, јачмен, пшеница, тритекале, рж. Имаме пролетни култури, имаме пченка насејано и имаме овес од пролетни култури. Луцерка насејавме уште во март месец, па добри се, поникнати се, убави се. Сега најуваат врнежи од четврток, ако биде, супер ќе биде. Ваа година и градинарски култури, ќе имаме домат и тутун. Вода имаме на дел од површини, немаме на сите, значи благодарение на Брана Лисиче, уште во 2011 ни дозволи се приклучивме и од тогаш на некои 10 хектари имаме вода, кај што сееме пченки, луцерки, тутун и така. Механизација имаме, а и се трудиме да биде обработено максимално што може, професионално. Ако не се обработи убаво, нема поникнување и имаме трошкови големи, а ке нема приноси. Домаќински се работи и навреме се купило вештачкото ѓубре, иако се уште е потребно за прихрана на пролетните култури, а и за есенската сеидба. За оваа година ние со ѓубре буквално завршивме, значи ние фрлавме ѓубре октомври, основно, и февруари фрлавме, така да нешто за пченки, за луцерки, ама генерално завршивме за 2026 со ѓубрина, за овие култури. Сега од есен ќе ни треба повторно. Кога би се направиле пресметките, цената за житните култури би требало да биде повисока. Со механизацијата една иста нива се поминува и до 10 пати.
10 до 15 тони се троши за нафта, не само за механизацијата, туку и за наводнување. Неизвестноста ги мачи. Нафта зимаме, сега е цена таа, ама таа е во цел свет, што да правиме тоа. Тоа негде околу 1000 литри со оваа цена. Иначе кога беше 64-5 денари, негде 1500 литри. Многу нафта трошиме од ти. Наводнуваме дел кај што немаме системи со агрегати, со пумпи, трактори, таму се троши немилосрдно. Денот има и 500 литра нафта кога трошиме, кога работат агрегати, трактори, се кога работи. 10-15 тона трошиме. Значи треба да изораш основно орајне, па треба повторно есен да изораш, па да isfrezираш, да насееш, па да третираш, да фрлаш џубриво. Дури дојде до жнеење 10 пати ја газиш иста парцела. Се купно обработуваме околу 100 хектари, вклучени сите. Татко, мајка, брат, негово семејство, јас, моје семејство, сите. Фамилијарен бизнес. И дополнително, другиот брат работи во сточарската фарма за производство на кравјо млеко, за чија што цена имаат реакции. Трошоците се зголемуваат, а цената за литар млеко паѓа. Но не и за потрошувачите, туку само за откупната цена на млеко. Имаме фарма со 60 грла, од кои 35 се молзни и дневно се молзе негде од 500 до 700 литра, зависи до лактација. Значи, што до грла се окей, фарма е окей, малце млекарници злоупотребуваат, а малце имат повеќе млеко, оние намалуваат цена. Значи, ценава до јануари беше 35 денари. Сега смислено секој месец по 1 денар е намалува, дојдовме до 30 денари. А гледаме на рафтови млеко, сирење, кашкавал, ништо не е намалено. Креваа цена. Викат има трошкови. Тие имале трошок да однесат од млекарница до маркет. А ние немаме трошок од го произведеме во јачмен, значи кога почнеме од октомври па до јуни месец. Па дур стаса до фарма, па преку млеко дур дојде, и сега тие имале голем трошок, ние немаме. И се играат. Буквално млекарници се играат. Млеко не би требало да биде под 50 денари. Од фарма земено. И сега они го земаат 30, а го продаваат 80. 50 денари за работа. Јас знам дека и ти има трошок. Амбалаж кошта 10 денари. Уште 10 денари ги кошта превоз, дистрибуција. Да биде тоа млеко бар 50. Барем народот нека оседи. Нека купува поевтино. Сега најголем дел заработуваат преработувачи. Сите млекарници, исти се договараат и ја турка цена. За фарма треба да биде пуштен систем, да биде поголема, ама со ваква игра со овие цени од млекарници не знам што ќе работиме. Значи треба да се зголеми ценава и на млеко и на житни култури. Пшеницава ланска година дадовме 12. Од кој што е дел чуваме за наша фарма, јачмен 10 беше во ланска година. Сега за оваа година ќе видиме. Резултатите од производството секоја година се различни. Се повеќе во однос на приходите. Најсигурно производство досега е тутунот. Цена на тутун е подпишана со договори 435 денари. Имаме тука субвенција 80 денари, некои 515 денари се надеваме за нареднава година. Минавме добро, имавме некои 7 тона, поминавме се прва класа помина, ценава 420 беше. Добро, да бидеме задоволни. Сега чекаме субвенции, ние како земјоделци секој пат плачеме касна доцната, ама со закон се до 30 јуни, така да уште не пробија никаков рок, има време, уште 2 месеци ќе ги исплатат, за кравите не уште. Овци се пустени, а сега се надеваме дека брзо ќе биде пустено и грло говед. А и ние што плаќаме за купнина, за 2025 уште не ни е платена, па таму е со закон направено до 31 јули. Тука Министерството за земјоделие испадна во пресред и ни продолжи тој рок до 31 јули, така да субвенција се до 30 јуни, а ние кирија да платиме за купнина до 31 јули. Така да од Министерството за земјоделие сме задоволни, ама вие злоупотребуваат трговци и преработувачи. Механизација има доволно, иако и таа треба да се обнови. Имаме тракторот и користено, имаме од национално некои плугови, имаме комбајн, имаме механизација, имаме цела. Нешто е постаро, нешто поново, ама горе-долу имаме се. Идните планови се зголемување на добиточниот фонд и обработка на повеќе земја. Имаме услови, фарма е како фарма легализирана, на собствено имотен лист, така да услови имаме тука, не дека немаме. Па ќе видиме понатаму. Оваа работава нема да кажеш доста е, значи ако произведуваш
житарици, ти треба фарма да го трошиш тоа жито, да не бидеш зависен да ти го откупи некој. Така да во план се и зголемување на сточниот фонд и на самите површини. Ти вложуваш во механизација, вложуваш во се и онда ако немаш доволно земја или па доволно крави да изедат таа храна, идеш до проблем. Треба да нудиш некој за да ја продадеш. Имаме убави површини, имаме само треба да работиме и треба да има некоја загарантирана цена да знаеме на што сме, што работиме, како што е за тутун. Значи сега знаеме дека е 435. Ако ни одговара ќе сееме, ако не ни одговара нема да сееме. А дур во житарици и во млеко нема загарантирана цена. Тука е проблемот. Жално е што дел од оваа земја се користи за поставување фотоволтаични централи, а пейзажот покажува дека тука луѓето работат, а и поднебието е погодно за производство на храна. Прекрасна идила со современа агротехника и производство на многу храна, не само во полјоделството, туку и во сточарството. Тоа треба да одат горе по некои ридишта кај што не се обработува, не во плодни ниви стават панели, ама тоа е. Добиле дозвола, ставиле и тука не сме може ништо. Ова семејство сложно работи. Љубовта кон земјоделството, наследена од предците, ја пренесуваат кон своите потомци. И велат, доколку се работи, може и да се заработи. Тука, на своето огниште. Нас беше тоа наследно дедо, татко, ние, ќе видиме наши генерации, дали ќе продолжат тоа да го работат. Еве гледаме како изгледа веќе посеана пченка. Ова е потребна секако, како што видовте во прилогот, за добиточната храна и кога има така круг затворен и поедноставно е и поисплатливо е, наместо да чекаат некој да откупи и да тактизира со откупната цена, тие се ја трошат во сопствената краварска фарма. Една убава, радосна вест, можеме да кажеме, дека се ослободи ИПАРД програмата, веќе од Брисел, имаме дозвола за да може да се користат овие средства. Само да кажеме, најверојатно тоа повеќе мина го знаат, дека 70% од ИПАРД програмата се европски средства, а 30% се државни. Оние кои што веќе вложиле и го реализирале од програмата ИПАРД некоја инвестиција, очекуваат и поврат на средства. Сето тоа на брзина секако и внимателно, со постојана контрола, за да не се сгреши, се работи во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и да очекуваме конечна завршница во делот на повратот на средства во ИПАРД програмата на огласите кои што беа објавени, а се очекува и наскоро, се надеваме до крајот на годината, можеби и почетокот на летото, ќе има нови огласи, бидејќи земјоделците, оние кои што сериозно работат, производителите, се желни и сакаат да инвестираат и да го прошират своето производство. Средствата од ИПАРД програмата повторно се достапни за располагање на македонските земјоделци. Согласно на временото преземени активности, направената целосна и детална контрола за користење на средствата од ИПАРД програмата, е утврдено дека нема неправилности во самите постапки, што значи дека системот функционира, институциите постапуваат одговорно, транспарентно и во интерес на македонските земјоделци. Сакам да потсетам на она што го говорев во минатото. Брисел никогаш не ги блокираше средствата, но во моментот кога излезе во јавност случајот со злоупотреба од страна на претходниот директор на платежната агенција, како одговорна држава се активираше националниот механизам и го известивме воедно и Брисел дека е потребно да се изврши вонредна контрола со цел да не се дозволи да се фрли црна дамка, со што иницииравме преку еден транспарентен начин да се проверат сите активности поврзани со средствата од ИПАРД фондовите. Истото беше препознаено како одличен чекор од Брисел со тоа што навремено се интервенираше во оваа ситуација. Следеше темелна проверка од ИПА структурата, пошто се достави сеопфатна информација до европските институции согласно воспоставените процедури. Со ова сакам да ги демантирам и шпекулациите кои што тенденциозно се пласира во јавност од страна на опозицијската партија СДСМ, обвинувајќи дека
сака да создадат лажна слика, паника и револт кај македонските земјоделци, тврдејќи дека ИПАРД средствата се блокирани, а земјоделците ќе останат без поддршка. Но денес, по кој знае кој пат, нивните лаги паѓаат повторно во вода. Вистината излезе на виделина. Додека СДСМ се служи со конструкции и е заглавена во старата матрица на ширење на лаги, манипулации, мислејќи дека на тој начин ќе обезбеди некој политички поен, ние, како влада, носиме резултати и обезбедуваме пари за нашите земјоделци. Во тоа е разликата помеѓу нас. Наместо политиканство и дезинформации, ние избравме транспарентност, соработка со европските институции и заштита на секој денар наменет за македонските земјоделци. Почитувани, на крајот дозволете ми да упатам и порака до самите земјоделци, да продолжат да аплицираат, да инвестираат и да го развиваат нивното земјоделско производство. Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство стојат позади вас, продолжуваме со инвестиции, модернизација и развој на овој важен сектор за нашата држава. Ќе продолжиме со уште позасилено темпо да работиме посветено, честно и одговорно, во интерес на граѓаните, со нулта толеранција за злоупотреби, со целосна транспарентност и со максимална поддршка за македонските земјоделци. Она што е интересно и карактеристично за одделни региони во Македонија е тоа дека имаме одделни култури. А Башино село, кое што е во непосредна близина на Велес, односно покрај Вардар, беше познат градинарски регион, односно бавчанџиски, да речеме, бидејќи имаше вакви многу бавчи. Од 200 сега се останати негде 20-тина. Најмногу Башино село беше познат по кромидот, по младиот кромид, но и другите култури, еве како што гледаме, компирот овдека на отворено е насаден, но како ќе биде, неизвестноста продолжува, како што вели самиот производител. Причини за тоа не се само климатските услови, туку и семенскиот материјал, кога некогаш знае да потврди. Но и за перспективите во овој регион зборува тој самиот. Да го слушнеме. Производител на кромит, па долги години, но 45 години, кој едноставно се извезуваше за Хрватска по 15 шлепера. Сега од 200 производители останаме само 20 души. Година на година производството опаѓа на минимум. Немаме доволно млади кои би сакале да работат земјоделие. Си заминаа странство. Не сака никој да работи земјоделие. Земјоделието е неисплатливо. Ќе однесеш на пазар 100 кила, 90 ќе ги вратиш. Нема на кого да продадеш. И тоа што остана малку, тешко се продава. Ќе садиме и кропир, садиме патлиџан, пипер, ќе имаме нешто насадено и така. И еве видите, семенскиот материјал, кропирот го чекавне од Холандија, дојде, го земавне, 30% не никна. Да, овој, еве. Сега, од ова, што ќе биде од ова? Не бидува ништо. Треба више да почиња да раѓа оно, да фрла жила, да пушти кропирчиња, оно, гледај. Значи, тоа треба инспекција ли, која е? Колку земја работите? Ја работам по Тирија, сега сум млад пензионер, 2 декара си работам, ми е доволно. Доволно ми помага синот, кој е и он запаслен државно, јас сум сега пензионер. Не да се жалам, оваа година поминавме добро. Добро поминавме со кромидот, поминавме одлично. И у година нека биде така, па ќе бидеме задоволни. Фолискиот кромид си го даваме по 500 денара. 500 денара сноп. Тоа се 50 вези во еден сноп. Кила, 6-7 кила, така доваѓаше. А од отворено после се намали малкуцка на 400 денара, али пас не задоволни. Фактички би доаѓа 8 денара една везица. Ние сме задоволни, ама минем преку 3 раци. На прекупци, па на други прекупци. И задниот потрошувач кој е? Се знае, народот плаќа.
Јас сум задоволен да идам на пазарот да потрошам за 8 денара. Ќе бие и народот задоволен, така? Ама преку три раци, преку тројца прекупци доаѓа на 25-30 денара. Мислам дека Скопје е толку. Иако има многу големи скапоти. Ѓубри за орање, за нафти, за бензин. И покрај владината мерка за контрола на цената на вештачките, органските и другите ѓубрива, која треба да трае до 31 мај, се уште во малопродажбата цените се зголемуваат, а некаде овие ѓубрива ги нема или се складираат за да се тактизира и заработи, повторно на грбот на народот, на земјоделецот. Сметката е 25 кила, 3,16, 950 денара. Тоа е превише. Значи не е намалена сега цената? Нели кажа, министерот кажа дека ќе се намали. Вчера ја купив. 950 денара. Едно прскање, мене ме кошта 3000. Колку ќе го продавам ја патлижот? Значи превише се скапи ѓубрето, прскањето, ај на водумањето, па и на водумањето, пошто ја немам струја, на струја е по ефтино, на бензин. 1 кило бензин. Да, имам пумпа тука. И од пумпата со моторче, за да ги навадиш овие 6 тунели, треба 2-3 сата, па и 4 да работи. Тоа е бензин трошење. Не знам до кај ќе одат со овие, викаат дека не да се намали, дека па ќе се качи ѓубрето. Тога ќе се откажеме скроз. Не работи, една пензиичка, колку ќе имам толку. Субвенции не добивате? Не добивам, пошто не е моја бавшата, работам по тирија. А за нафта сте аплицирале? Не ми треба, не ми следува, знам дека нема да ми дозвола, за 2 декара не дава, сега кажа нешто таму, после 3 декара таму, 4, а ја имам 2 декара работам. Не. Семенскиот материјал е скап. 100 кила, 11.000 денара, 110 денара килото. На колку ќе го продаваме? А еве го младиот кропир од фолија е 50 денара. Кој ќе дојде за нашето производство, колку ќе биде? 20? Неисплатливо. Неисплатливо, може би некој ќе ми замери, ама неисплатливо. Оваа година имам и патлиџан, имам и пиперче. Па се надеваме патлиџанот сега за сега е добар напредува, па ќе видим на крајот на јули. Најмалку 70 дена, 60-70 дена. 1100-1200 корења патлиџан. Тој розевиот ли? Да, розов. Ваму се троши кај нас розов, више црвениот изумри. Порано беше и црвен, а сега последниве години само розов. Старата сорта изумре. Поради тие трговци што за транспорт да се носи го из Мелезија, сега патлиџанот остај го месец дена си стои. Сега малку розовиот и така. А црвениот може да стои и еден месец и нему е ништо. Имам, ја си имам култиватор и поголема машина и помала, ама младите не ги натеруват, верујте ми. Сите млади работеа. До пред, ајде да не речем, 6-7 години. А сега не. Сега остана само 3-4 во башно село млади деца што работат. Другото си се запослија маж, жена, по 40.000, мене ми вика доволно, не сакам да работам земјоделие. Остануваат малкумина кои вака така се обидуваат да произведат и од своите бавчи да го дополнат семејниот буџет. Овие мали градинари повторно ја нагласуваат долгогодишната пракса, од кај нив да се купи поевтино, а за неколку пати повеќе, некогаш и за 300%, зеленчукот да им се продава на граѓаните. До кога ќе се профитира на грбот на производителите и на штета на потрошувачите.
тутунското производство има секако напредок во однос што значи машини за нижење. Знаеме дека и расадувањето на тутунот е со машина. Ова е редосеалка за сончоглед, но еве се наоѓаме во дворот на производителот што го видовте пред малку. А нашата дописничка од Прилеп има подготвен прилог за она што се очекува од годинашната реколта на тутун. Минатата година имаше 17.300 семејства, 33.000 договори. Знаеме дека се доби многу повеќе тутун, а што ќе биде годинава? Видете и вие самите од следниот прилог. Миле Трајковски од Прилепско Малокоњари годинава двојно ги зголеми површините со тутун. Смета дека во моментов е исплатлива земјоделска култура и очекува добра година, голем род и уште повисоки цени. Лани имам 40 декари, годинава мислиме да имаме фазла, 80 ќе биде. Зошто го зголемивте производство? Па го зголемив, не? Најголем капацитет од тутун имаме, најголем чар. Па добра година мислиме да биде тутун нека да биде до 500 денари со субвенции, 600 денари, 620 ако може. Огромен е интересот за тутунопроизводство. Тутунарите со откупувачите склучија 35.227 договори и очекуваат производство од преку 31.500 тони тутун, што е најголемо досега. Интересот е зголем ради тоа што ова култура, да речеме, од земјоделието е најдоходовна и се врз основа се работи за приходот. На подобро платена култура од тутунот во моментов немаме и така да сите земјоделци, тутунопроизводители се изголемува површината баш врз основа на што е изголемена цената за откуп. Очекуваме да пред почетокот на откупот со анекс договори да ги коригира цените. Ако не ги коригира цената, тогаш мислиме дека ќе продолжи исти откуп како ланската и предланската година, негде околу само прва класа доди. Имав контакти со земјоделските аптеки, да, снижени му се цените на џубривата. Тоа е околу 5% на вештачките и 10% на органските џубриви. За 15 на дена ќе почне садењето на тутунот. Субвенциите за лани се очекуваат до крајот на месецот. Емисијата Аграр, с македонската телевизија, се приклучува кон кампањата Преспа, разбуди се за чиста средина, која што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии. Главната цел е управување со отпадот, кој што влијае врз севкупниот живот, квалитетот на животот, врз почвата, врз биодиверзитетот, врз водата, се она што е навистина прекрасно, убавина, недопрена овде во овој регион. А отпад се создава. Најпрвени со амбалажата од хемиските препарати, од органскиот отпад, од гранките кога се врши резидба, но и од индустриските јаболка и она што не се употребува, а може да се преработи. Токму тоа е целта на оваа кампања, да се подигне свеста кај сите, кај локалните жители, но и кај институциите и секако локалната самоуправа, да се внимава за да оваа недопрена убавина остане и за идните генерации. Како што реков, емисијата Аграр беше овде во Преспа и да видиме што се забележа. Во Преспа, регионот каде што земјоделството има централна улога, особено е важно како се постапува со органскиот отпад, со амбалажата, со остатоците од производството и со материјалите што можат повторно да се употребат или преработат. Јас сум Александра Фузевска, учам во средното општинско училиште со Цар Самуил во Ресен и оваа година сум матурантка. Имаме проект Разбуди се Преспа, каде е вклучено и нашето училиште, кое што придонесуваат со рециклирање на амбалажа. Меѓутоа и мојот татко Игор Фузевски исто така се занимаваат со компостирањето, за кое накратко ќе ви објасни тој. Компостот е еден од начините како да се намали отпадот и повторно да се искористи од природата за природата или за природното производство на храна. Во кампањата Преспа Разбуди се активно сме вклучени и ние како земјоделци, конкретно ние и нашето семејство. Веќе 10 години се занимаваме со производство на компост, меѓутоа за наши потреби. Идејата произлезе од причина што сакавме
органскиот отпад кој ни останува од нашите насади, да го користиме како зелено ѓубриво и да намалиме со употребата на хемиски, вештачки ѓубрива. Најпрво да се храниме ние со здрав производ и исто така нашите деца, а и дел од она што го продаваме до крајните потрошувачи да добијат еден, да речем, поприроден производ. Зошто органско? Јас почнав го продолжив она што претходно го наследив како традиција, веќе 55 години назад, јаболко производството како конвенционално производство и претходно ниту знаевме, ниту познававме за органски начин на производството. Па се решив да направам следен чекор, да влезам во една нова авантура за која немав трошка познавање и за која вложувам 10 години назад, сертифицирано производство и континуирано како органски производител под брендот Царица, кој се наоѓа во атарот на село Царев двор во срцето на Преспада. Да речам лична истражувачка дејност во доменот на препаратите со кои ги третираме и негувам со цените насади. Суровина за компост користиме се она што останува од насадите, било гранки, трева, јаболка, скапани, компир, се она што произведуваме, што не може да се продаде или конзумира. Секој овош и зеленчук, секој остаток ние секојдневно го собираме и си го носиме тука. Значи се реди кафеав слој, зелен слој. Значи во кафеав слој спаѓаат дробени гранки, пилевина од дрвата за огрев, слама, лисја во есенскиот период кога ќе испаднат, а зелен е, значи, производот. Било јаболко, било компир, било малинки, било аронија, лисија, трева и сето тоа цело време се меша, еден слој зелен, еден слој кафеав. Се додава вода и се меша. Имат работа, меѓутоа не е многу. Ние сепак користиме за наши потреби. Во зависност од условите, може да се прави за 1 месец, за 2 месеци, за 3 месеци, зависно. Ако се меша побрзо ќе созрее компостот. Разлики од органското и конвенционалното производство е тоа што во органското производство не се дозволени никакви хемиски, односно никаква синтетичка хемија, препарати кои се уште помалце отрови, кои се произведени некаде во лабораторија, ами дозволено е сето она што е дозволено за користење во консумација или нега или како чај во типот на чаеви, храна и така натака. Во суштина моите препарати или препаратите кои јас ги произведувам од типот на прихрана, односно ѓубрива, природни ѓубрива и инсектициди. Принципот е во суштина ферментација на дадени производи, дали се тоа ароматични чаеви, треви, од типот на босилек, на намнане, кромидот, лукот, лутката пиперка и така натаму. И сега тоа е еден процес кој трае од 2 недели па до месец и пол, нели за подготовка зависи што сакаме да постигнеме со самиот препарат. Значи се прска оној пати колку што треба. Прашањето е со што се прска. Зависи од годината каква е, дали е врнежлива, не е, дали имаме наезда и на инсекти немаме. Секој случај превентива мора да се направи. Битна е превентивата која тргнува веднаш после завршување на бербата, односно паѓањето на 70% од листот на овошките. Не би требало сега барем во органското производство, или ако се прска со ѓубрива, односно прихрана. Да се прихрани за да биде овошката посилна, за да има снага да го издржи оплодувањето, односно да се оплоди цветот и да го задржи плодот. Имаме насади со јаболка, само ајдарец. Цената на јаболката беше индустријата 11 денари, конзумното и до 30. Меѓутоа со оглед на зголемените трошоци на живот и на препарати и на нафта и гледаме да нема многу хемија.
имаме нови насади со сливи, малинки, садиме градинарски култури, компири и така. И се помалку има лешници, има вишни, имаме аронија, тука сме вклучени сите, јас, сопругата, трите деца и така. Пласманот зависно од кој производ, меѓутоа за се има. По наши пријатели го развивме, да речем, таа продажба, па од наши пријатели задоволни, па и се ширит. Наместо органски отпад што се создава во производството да остане неискористен или да стане товар за животната средина, тој се претвара во компост, што повторно се користи во земјоделството. Овој пример покажува како може да се намали отпадот и да се затвори кругот на користење на органската материја. Прво, добивате еден здрав производ. Значи, компостот е природно ѓубриво, настанато од природата и го враќаме во природата. Значи, сепак кога ќе засадите домат, не знам, краставица, било кој зеленчук, тој има друг вкус. Вкус што не може да го добиете со вештачки ѓубрива. Земјата е поровка, барат помалку вода. Мотивацијата пред 20 на години веќе, 2007 дојдов во Скопје. Значи дојдов, не се вратив, ами дојдов, го назначувам како провокација за сите оние кои што не се родени на село, а планираат или посакуваат да го направат тој чекор и заедно со искуството на оние кои се веќе на село да почнеме да го правиме оној повратен пат од градот на село, да го развиваме селото и да ја направиме Преспа зелена, да ја застапиме, да ја развиеме, да ја прошириме и не само на ниво на Преспа, ами цела Македонија да ја направиме зелена територија, каде во суштина гледам јас иднината воопшто и на Македонија како дел, како начин за екзистенција, односно преку производството на храна, поврзано со туризмот заедно. И нормално тука застапено органското производство како такво. Да направиме нов начин на производство каде ќе представиме и Преспа и Македонија во вистинското светло, преку екологијата, органското производство и зелената агенда. Да, зелена агенда, но не смее да се заборави или да се замиже, да се тргне погледот од она што е реалност. Последно со казни, со камери, имат во Преспа имат безброј диви депонии, кои, пример, сега имаше една депонија, беше исчистена, по неколку дена пак на истото место се донесе отпад. Во Преспа, како и насекаде низ Македонија, се создаваат многу депонии, кои иако се отстрануваат, повторно преку ноќ се создаваат. Кај да погледнеме ние било кој парче земја, посебно покрај пат или некоја река, дали тоа е автопат, дали е регионален, дали е селски пат, секаде ќе видиме депонии. За жал. И сега, замислете вие, ако дојде утре некој трговец, сериозен трговец, со е целта утре да го повикаме, нели? Како начин за еден предуслов битен за развој на органското производство и види депонии насекаде по дали било Преспа, дали било кој регион во Македонија. Ке си замине веднаш. Првиот предуслов е значи таа основна култура да заштитиме сопственото. Тоа значи ние немаме доволно лична свест за да го зачуваме нашето, и Преспа е наша, нели? И на Преспа ние и на цела Македонија. И Скопје е и на сите, и на Скопје ние и на цела Македонија или било кој регион од Македонија. И сега ако ние не ја чуваме сопствената околина, посебно ние како производители на храна, и што е лошото? Пластиката како пластика. Така ќе ја снема за една година, за неколку месеци на топло ќе се распадне. Останува она микропластика која се таложи во почвата, преку почвата преку кореновиот систем влегува во растенијата, во случајов е јаболкото, од јаболкото го конзумира конзументот. И замислете сега при некоја лабораторијска анализа, некој некаде во органски производ најде остатоци од пластика. Тоа ќе биде крај.
Но не е крај. Младите веќе размислуваат и делуваат во рамките на кампањата Преспа, разбуди се за чиста средина. Во нашето училиште имаме посебни канти за рециклирање, каде што ние учениците ги рециклираме посебно хартија, пластика и стакло. Исто така и едукациите кои што ги имаме, конкретно преку организацијата Екогерила Преспа, која што најчесто таа се занимават во тој дел со екологијата. Ние често правиме такви акции, меѓутоа има и несовесни граѓани кои што повторно го фрлаат отпадот на улици, на плашите конкретно. Сметам дека со казни луѓето ќе научат дека рециклирањето е многу важно и со тоа ресен ќе изгледат на почист град. Медиумите и информациите имаат значајна улога во подигање на свеста, што често е можеби само фраза на користење. Но со овие примери што ги видовме, очигледно производителите на храна веќе се освестени. Вакви примери има и во другите региони на Македонија, не само во Преспа. Медиумите и како социјалните мрежи требаат активно да се вклучат со цел ресен да остане едно чисто место. И во денешнава емисија ви подготвивме многу прилози кои што фаќаат дел од она што значи актуелности, но исто така и во делот на едукацијата и она што не очекува во наредниот период со зелената агенда, каде што треба да се внимава и на заштитата на животната средина, каде своја улога имаат и земјоделците, производителите. И повторно, не знам во колку наврати веќе сме нагласиле за она што го среќаваме на терен, а тоа се поставувањето на сончевите панели или централи каде што се добива електрична енергија од сонце. Тоа е во ред, нас ни треба таква енергија, но не на вакво парче земја. Тоа е некаде околу 20 декара или 2 хектари. Гледаме дека околу таа површина има посеано, подготвени површини за тутун, но исто така и мовез, гледаме јачмен, пченица, гледаме овде и фуражни култури, што значи дека во околината може да се произведува храна без разлика на класа на земјиштето, каде овдека може да се движи и 4-та и 5-та. Еве конкретно за Луцерката, домаќинот ни кажа дека е 5-та класа, но од оваа површина се добиваат и до 6 откоси годишно, секако се наводнува, но може со мелиорирање со разни агротехники да се подобри класата на земја и да се добие храна. Да, енергија, струја, но на повисоките подречја каде што не може ништо да се произведе. Ова го правиме со цел за да се разбере суштината на она што го има македонското поднебје, за кое сакаме да кажеме дека има компаративни предности за производство на храна или најчесто велиме Македонија е аграрна земја. Но имаме примери каде што се позитивни, каде што навистина земјоделците работат и по големи површини, произведуваат и имаат резултати, но имаме и расцепкани површини кои што треба да се окрупнат и се што може да се добие од тоа парче земја и да се произведе. Тоа е и целта на емисијата Аграр, едукација, информација и секако потикнување на развојот на македонскиот аграр. Тоа беше се за денешнава емисија. Верувам дека го задржавме вашето внимание. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.